Минути резервирани за следниот разговор. Ќе говориме за основната цел на комуникацијската стратегија на специфичната кампања на Центарот за развој на Источниот плански регион, односно за придобивките од заштитените подрачја. Одговорите на нашите прашања ова утро ги бараме од Драгица Здравева, раководител на Центарот за развој на Источен плански регион на Македонија, и Маријана Шушлевска, координатор на програмата за зачувување на природата. Дами, ви постаквам пред се добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Имаме многу за разговарање. Ајде да почнеме со ред. Здравева, на самиот почеток ќе ве замолам да ни дадете краток опис на Центарот. Во кој регион се работи всушност? Значи, Центарот за развој на Источен плански регион е со седиште во Штип. Значи, тој е центар во Источен плански регион, еден од 8 плански региони во Република Македонија, кои што се формирани, односно регистрирани согласно Законот за рамномерен регионален развој. Во центарот работат 5 вработени и нормално вработени кои што ги примаме согласно реализација на одредени проектни активности. Нашиот регион е регион кој го зафаќа источниот дел од Република Македонија. Зафаќа површина некаде од 3560 км квадратни, што представува 14% од територијата на Република Македонија. Брои по последниот попис 181.600 жители. Регионот е претежно рурален регион. Меѓутоа сите општини во регионот, а тоа се 11 општини, гравитираат по течењето на река Брегалница и често пати можеме да го слушнеме името и како Брегалнички регион. Во регионот има 11 општини, секако за повеќето гледачи и слушатели се познати, меѓутоа еве уште еднаш да ги напоменам, тоа е општина Штип, како еден од поголемите административни центри во регионот, потоа општина Кочани, општина Зрновци, општина Карбинци, Чешиново Облешево, општина Пробиштип, Македонска Каменица, општина Берово, Пехчево и Делчево. Тоа се вака на кратко карактеристиките на регионот. Так, Шушлевска, вие сте координатор на проектот за зачувување на природата, односно на програмата. Кои се целите на програмата и какви се активности има? Програмата за зачувување на природата во Македонија е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка, која што започна со спроведување на своите активности пред 4 години. Значи, сега, оваа година, сме веќе завршна година од првата фаза на спроведување на активностите. Програмата е координирана од Helvetia Swiss Intercooperation од Швајцарија и Фармахем од Скопје, а е спроведена од државните институции, нашите партнери, пред се стратешкиот партнер Центарот за развој на Источниот плански регион, нашиот битен партнер Министерството за животна средина и просторно планирање, дел од факултетите, понатаму Агенцијата за просторно планирање, општините од регионот и некои други институции. Основната цел на оваа програма е да и помогне на Република Македонија во зачувувањето на природата воопшто и посебно биолошката разновидност и геонаследството на Република Македонија, со кое што навистина, иако сме мала држава, можеме да се пофалиме со големо разнообразие на овие компоненти од природата. Здраве, вајде да говориме малку за потребата од прогласување на заштитени подрачја. А вака сега, значи, нашиот регион е регион кој што не може да се пофали со постоење на заштитени подрачја. Она што ги имаме како информација е точно дека постојат во Република Македонија некаде 86 заштитени подрачја, од кои што само 7 се во Источниот плански регион, односно 7 не во регионот, него по течењето, по сливот на река Брегалница, бидејќи по сливот на река Брегалница, освен Источниот плански регион, влегува дел од Вардарскиот, дел од Југоисточниот и дел од Североисточниот плански регион. Значи, тоа се некаде 0,03% од вкупната површина, заштитена површина во Република Македонија, заштитени подрачја во Република Македонија, што е навистина многу малку. Се повеќе се наметнува потребата од заштитување на одредени подрачја во регионот, од причина што она што сега може да се изгуби и што до сега сме го изгубиле, тешко може да се надокнади во наредниот период. Така да мора да водиме сметка дека економскиот развој мора да оди паралелно со заштитување на подрачјата. Често пати
постоеше она размислување дека самото заштитено подрачје фактички представува еден вид и кочница во економскиот развој. Меѓутоа, се повеќе и повеќе се надминува таквото размислување. Посебно морам да напоменам дека со почнувањето на спроведувањето на програмата за зачување на природата во Македонија, на Швајцарската агенција за развој и соработка, преку националниот координатор, тоа е Фармахем од Скопје. Таа се спроведува 4 години, значи веќе 5-та година. Оваа година е завршна година од првата фаза во спроведувањето на програмата. Оние стереотипни размислувања за тоа што значи заштитено подрачје и дали заштитеното подрачје го кочи економскиот развој, кое ниво на заштита всушност значи поголема заштита, помала заштита, постојат ли можности за економски развој, за враќање на луѓето во раселените села во нашиот регион, скоро во голем дел е надминато. И можам да кажам дека она размислување кое што постоеше, да се каже до вчера, веќе е надминато и се повеќе и повеќе се размислува, посебно од страна на градоначелниците во регионот и останатите институции, дека потребно е во регионот кој располага со огромен животински и растителен потенцијал, а тоа е покажано со изготвената анализа, ГАП анализата за биолошката разновидност во источниот плански регион, да се свртиме кон прогласување на одредени заштитени подрачји. Ќе говориме малку подоцна за придобивките од гледна точка на економијата. Шушлевска, сега би сакала да говориме за следново. Кога станува збор за спроведување на програмата, кои се оние предизвици со кои се соочувате? Во текот на изминатите 4 години навистина се соочувавме со доста предизвици. Пред се најважно беше да ја постигнеме довербата со нашите партнери, бидејќи како што веќе напоменав, ние сме само координатори на низата на активности кои што се спроведуваат во рамките на оваа комплексна програма. Верувајте, тоа не се малку, почнувајќи од национално ниво, изработка на стратегија за заштита на природата, државна стратегија, понатаму компоненти со образовниот систем на Шумарскиот факултет, просторен план за источниот плански регион како фокус подрачје кое што беше од интерес на програмата, стратегија за развој на туризмот во регионот, некои компоненти поврзани со одржливото земјоделство, малечки проекти кои што беа проведени од невладините организации во регионот и општините и така натаму. Значи, таа доверба беше од почетокот многу тешко да се постигне. Можам да кажам дека после 4 години од реализација на програмата, веќе тоа е зад нас, довербата со партнерите е постигната и може би и затоа другите предизвици, како надминување на оваа фама или стереотипи кои што ги спомна Драгица Здравева, тоа беше еден од предизвиците, како да властите од локално, преку регионално па и национално ниво бидат разубедени дека прогласувањето на заштитени подрачја нема да го стопира економскиот развој на општината, туку напротив, може и tekako да придонесе за подобро живење на локалното население. Верувајте, потребата од ваква заштита и зачувување на природните вредности, за кои што до почетокот на програмата и немаше многу сознание за регионот, после спроведените истражувања од страна на низа експерти кои што беа вклучени од областа на биологијата, земјоделието, шумарството и така натаму, се добија податоци кои што укажуваат на видови и живеалишта кои се навистина многу интересни, почнувајќи од високите планински предели на Малешевието и Осоговието, кои што се дел од овој регион, а исто така и низинскиот дел се покажа како многу интересен. Особено оној дел пред вливот на реката Брегалница во Вардар, кое што е уникатно, степолико подрачје, не само во нашата република, но исто така и пошироко во регионот. Да не спомнувам и за солените почви околу Овчеполието и така натаму, овие живеалишта се навистина погодни за специфична флора и фауна, која што заслужува посебен третман. За надминување на овие стереотипи,
ние спроведовме една посебна компонента за подигање на јавната свест, не само кај властите, но исто така и кај локалното население, бизнис секторот секако, кој што е многу важна компонента во целиот овој систем. И како една посебна компонента, тоа е специфичната кампања, која што ја започнавме со реализација оваа година. Значи, овие настапи на телевизиските куќи и другите медиуми се токму дел од оваа специфична кампања со која што сакаме да покажеме дека зачувувањето на природата е во насока на подобрување на животот на населението. Ние направивме низа на активности во рамките на оваа специфична кампања. Произведени се и некои видео спотчиња кои што треба да одат по медиумите. Па предлагам, ако имаме простор во оваа емисија, да пуштиме и дел од овие видео спотови. Понатаму социјалните мрежи, особено интернет страницата на Центарот за развој на Источен плански регион и Facebook страната, има низа на информации кои што служат за подигање на јавната свест. Исто така и главната веб страна на програмата за зачувување на природата има дел од информациите и производите кои што ги користиме како алатки за подигање на јавната свест. Така. Здраве, во контекст на сето ова кое што го говориме, каков е потенцијалот на регионот? Значи, потенцијалот располага со потенцијалот од биолошка и растителна разновидност навистина е голем. Во регионот, мислам дека некаде 2010-2011 година беше изработена една репрезентативна мрежа на заштитени подрачја. Во таа мрежа, на ниво на држава, значи, на национално ниво, беа прогласени некаде, беа 99, мислам, 100 заштитени подрачја, постојни и оние што треба да се заштитат. Тогаш од Источниот плански регион во оваа мрежа влегоа Долна Брегалница, влезе Долна Злетовица, влезе Кукуљето, влегоа Осоговските планини, влезе и Овчеполието. Во моментот во регионот, јас споменав пред малку, има 7 заштитени подрачја. Тоа не можеме да кажеме дека се заштитени подрачја од аспект на некој си поголем простор, тоа се повеќе поединечни стебла или групни стебла, како што е Давот во Бели, Црната Дудинка во Лесново, а само поголема шума е Мурите, која што се води како заштитено подрачје на Мелешевските планини. Меѓутоа, тоа не значи дека регионот нема потенцијал. Меѓутоа, еве, до скоро останале само тие 7 заштитени подрачја по сливот на река Брегалница. Меѓутоа, со анализата која што и се изготви согласно програмата, предложени се 2 сценарија за заштитени подрачја. Во првото сценарио има 36 заштитени подрачја со различен степен на заштитеност. Значи, во нашиот регион се предлагаат да има парк на природата, споменик на природата и заштитен предел. Значи, тоа се подрачја од 3, 4 и 5 категорија на заштитеност, значи не она прва и втора категорија на заштита. Во рамките на овие 36 постојни и ново предложени, влегува и Осоговието како еден поголем предел за заштита. И во второто сценарио веќе се 39, кај што во колку не би оделе како заштита на Осоговието како поголем предел, тогаш би оделе со помали заштитени подрачја во рамките на самите Осоговски планини, како што е Царев врв, како што е Руен. Така да мислам дека во наредниот период посебно внимание треба да се посвети на прогласување на заштитени подрачја. Она што го добивме од програмата, јас еве морам да признаам дека не сум имала и јас лично како раководител на центарот посебно некое големо знаење од оваа проблематика, меѓутоа со програмата не само кај нас, не само кај градоначалниците во регионот, него едноставно со целата кампања што ја водиме преку програмата, свеста веќе меѓу луѓето, меѓу обичните луѓе, меѓу населението се менува во однос на тоа што значи заштитеното подрачје,
кои се придобивките од едно заштитено подрачје и дека самото заштитено подрачје не значи стопирање на економскиот развој, туку напротив, тоа представува еден импулс во подобрување на животот на луѓето во самото заштитено подрачје преку сопствено производство на одредени производи кои што можат да се сертифицираат, да имаат географско потекло, дека тоа се производи од заштитено подрачје, да може тие производи да се брендираат, да може да се овозможи развој на туризмот преку сместувачки капацитети и исхрана на одредени туристи, преку создавање на една дополнителна вредност или приход кај населението како додадена вредност. И мислам дека таа фама, ако ви кажам каква е била состојбата пред 4-5 години и сега какво е размислувањето, навистина голема благодарност до донаторите, Швајцарската агенција за развој и соработка, Хелветас и Фармахем како национален координатор на програмата. Во контекст на ова кое го зборувате, морам да ве прашам, тешко ли е да се придобијат градоначалниците да поддржат целата оваа идеја? Видите сега, на секој во стартот му е тешко. Кога кажеш заштитено подрачје, обично мислиш готово, се заштитува подрачјето и веќе тука никој не смее да мрда, никој не смее да прави, нема економски развој. Градоначалниците нормално као политички личности секојаш тргнуваат од економскиот развој, од можноста за подобрување на животот на луѓето во самиот регион, во самата општина, преку подигање на нивниот стандард, а сето тоа нормално преку зголемување на број на работни места, намалување на стапката на невработеност, отварање на нови индустријски производни капацитети. Тоа е целта која што во програмите тие самите ја имат поставено. Меѓутоа, свеста кај градоначалниците во нашиот регион, црпејќи го искуството и од што го добивме преку Преспа, градоначалникот на Преспа гостуваше во оваа специфична кампања во Источниот плански регион, го пренесе своето искуство што значи заштитено подрачје, кои се придобивките во нивниот регион, во неговата општина. Меѓутоа, паралелно со тоа, ние имавме едно студиско тематско патување со градоначалниците, повторно преку програмата за зачување на природата во Швајцарија. Тоа беше едно 4-5 дена. Посетивме повеќе заштитени подрачја со различен степен на заштитеност, каде што на лице место и градоначалниците имаше представници од Министерството за животна средина, представници од македонски шуми, представници од приватни шуми во нашиот регион, имаше представници од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. На лице место се уверивме кои се придобивките, кој е бенефитот на локалното, на местното население во самото заштитено подрачје. Значи, приходите, придобивките од заштитеното подрачје, тоа не е некоја, да речеме, капиталоинтензивна гранка, некоја метална индустрија која ќе направи огромен бунт на целиот регион. Меѓутоа, на луѓето што живеат во регионот, на мапирањето на тој дел од регионот, на привлекувањето на домашни и странски туристи, кои што се повеќе и повеќе се ориентираат кон не кон комерцијалниот туризам, него кон туризмот кој што е поврзан со природата, тука веќе придобивките се огромни. Ке го продолжиме онако што пред малку го наштавме. Кои се придобивките од економска гледна точка? Од економска гледна точка, пред се придобивките за локалното население поврзани со брендирањето на производите. Такви искуства има во повеќе развиени земји од Европа. Меѓутоа, ние сакаме некои такви позитивни искуства да пресликаме во нашиот регион, во Источниот плански регион. Покрај брендирањето, за да може пред тоа брендирање да започне и да се спроведе, потребна е поголема површина. Значи, овие стереотипи што претходно беа спомнати, би го кочеле таквиот економски развој, бидејќи не можат да се направат брендирање на производи со прогласување на заштитено подрачје од едно стебло или некоја помала површина. За да се осетат овие економски бенефити, потребно е да имаме поголема површина, поголема територија и токму оние 4-та и 5-та категорија на заштитени подрачја според нашето законодавство, а тоа се паркот на природа и заштитениот предел, ќе овозможат за
напредок покрај зачувувањето на природата како главна цел, исто така и напредок во социоекономскиот развој на локалното население. Важно е да се спомене и тоа дека со развојот на економијата која што носи брз профит и голем профит, користа е само на мала група на луѓе или поединец, каде што целиот профит оди кај нив. Во овој случај со заштитените подрачја, практично економската добивка ја има целото население. За крајот овој разговор, многу едноставно прашање, навидум едноставно, меѓутоа од исклучителна важност. Зошто да се зачува природата? Да, како ајде? Како, зошто да се зачува природата? Тоа е најзначајното, најбитното прашање. Во оние земји, можеби веќе за некои предели, за некои области е многу и касно. Меѓутоа, зачувувањето на природата треба да ни биде приоритет и да оде паралелно со самиот економски развој. Значи, економскиот развој не треба да оди на уштрб, на штета на зачувањето на природата, ниту пак обратно. Да зачуваме природата, а да немаме никаков економски развој. Мислам дека во нашиот регион, во свеста на градоначалниците, во лично мојата свест и веќе кај на самото население, е надминат тој стереотип. Значи, зачувувањето на природата во наредниот период треба да ни биде, да оди паралелно со економскиот развој и да биде приоритет. Да. Многу е важно зачувувањето на природата од повеќе аспекти. Пред се, за да ги зачуваме видовите, чии што популации се многу намалени, не само во овој регион, него и пошироко во државата, многу е важно да се зачуваат и да се придонесе кон нивна заштита, за да можат да се зголемат овие популации, бидејќи негативните примери од некои држави се што тие веќе ги изгубиле некои од видовите, како што е, например, балканскиот рис, како што е мечката, во некоја нагла тенденција на опаѓање на популацијата, голем број од птиците, како црниот штрк, царскиот орел и така натаму, што ги има во мали популации во регионот, и навистина фокусот треба да биде кон нивна заштита и зачувување, бидејќи нивната понатамошна реинтродукција кошта многу пари. Има многу такви негативни примери кои што државите сега даваат огромни суми на пари за да можат да го повратат изгубеното. Ние во случајов имаме зачувана природа до некој степен и треба да се трудиме и понатаму да ја зачуваме и да ја надградиме. Ми останува да ви се заблагодарам за одвоеното време, за тоа што утрово бевте заедно со нас овде во студиото 3 на Македонската телевизија како дел од утринската програма на Националниот сервис. Ќе ви посекам многу успех и повторно ќе кажам како медиум сме тука да информираме и да ја подигнеме свеста за придобивките од заштитените подрачја. Ви благодарим. Благодариме.